Топлификацијата на Битола, како и на Новаци, Могила и Логоварди доби поддршка од пратениците. Собранието на Република Македонија на денешното продолжение на 80-тата седница го поддржа проектот Топлификација на Битола, за кој финансиските средства се обезбедуваат од КФВ, банката и АД Елем. Проектот за топлификација на Битола го поддржаа сите пратеници кои гласаа. Денеска во расправата Крсте Муковски од ВМРО ДПМН рече дека со ова законско решение ќе се направи енергетски ефикасен систем за грејење и дека тоа ќе го реши проблемот на над 100.000 жители. Поддршка даде и Горан Милевски од ЛДП, кој оцени дека е од исклучителна важност проектот и предложи наместо 25% да се намали цената на струјата за 50%. Битолчани сега ќе имаат 24 часа топла вода, пониска цена на струјата, производствените капацитети ќе имаат пониски режиски трошоци, рече Милевски и додаде дека тоа е отвора можноста и за изградба на затворен базен. Првата фаза од централниот топлификационен систем за снабдување со топлинска енергија на општина Битола се состои од изградба на систем за производство на топлинска енергија, транспортен вреловод, примарна пумпно-топлинска станица во Битола, вреловодна дистрибуциона мрежа во Битола и топлински подстаници во објекти, додека за населбите Новаци, Могила и Логоварди ќе бидат изведени само приклучоците кон идните дистрибутивни мрежи. Првата фаза од проектот е во вредност од 46,4 милиони евра. За реализација на првата фаза ќе бидат инвестирани 39 милиони евра, кои владата на Германија ги обезбеди преку КФВ банката, а останатите 7,4 милиони евра ќе ги финансира Електрани на Македонија. Носител на кредитот ќе биде Елем, а владата ќе се јави како гарант. Рокот за отплата на заемот е 15 години со вклучен грејс период од 4 години, а каматната стапка е фиксна. Станува збор за значаен проект за граѓаните на општина Битола со кој ќе се реши топлификацијата и ќе се замени употребата на нафтата и дрвото за грејење, со што ќе се намалат емисиите на стаклени гасови и ќе се подобри сигурноста на дистрибутивната мрежа.